Добредовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Мои денешни гости се професор доктор Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја. Добредовте. Добре, најде. Амбасадор Ристо Никовски. Во овој случај многу битно ни е поранешен амбасадор во Тирана. Добредовте. Поранешен. Тема ни е пописот во Албанија, она што се случува. Сведочиме на една бугарска офанзива, буквално кажано, за асимилација на македонците во 23-та година од 21-виот век се случат со некои ретроградни, процеси навидум од 19-тиот век, како човек кој што е одличен познавач на состојбите таму професорке, но и човек кој што е во добри контакти се уште со нашинците таму. Како гледате на овој ретрограден процес, нешто што не би требало да се случува 23-та година од 21-виот век? Ајде прво си почнеме од почетокот. Кога прв пат се појавија бугарите во Албанија? Во моментот кога од македонска страна, односно од македонската држава, македонците во Албанија го изгубија секоја поддршка и чувството дека тие имаат матична држава. Нивните офанзиви, како што вие ги нарекувате, и јас мислам дека беа офанзиви, првиот пат јас кога ги почувствував беа 1995 година. Значи бев јас во Тирана и тогаш имав можност да ги видам тие емисарите кои што доаѓа да ги убедуваат православците, при тоа не знаејќи дали се македонци, дали се албанци, бидејќи во Тирана има доста православни албанци. И преку црквата ги беа добивале адресите на сите оние кои што се партиципиенти на таа православна црква. И така одеа од куќа на куќа, нивните емисари, добростокмени момчиња, одлично зборува албански, и им објаснува дека може би не се тоа што се, туку имаат некоја бугарска нитка. Во тој период, значи, немаше апсолутно никаков интерес за комуникација со нив. Меѓутоа, знаете, што мене ми остави впечаток? Колку повеќе ги одбива и колку повеќе не сакаат да зборуваат со нив, тие беа толку понастојчиви и толку почесто доаѓа во куќи од каде што буквално наклуци ги брка. И сега, ако некој вас ве избрка еднаш и ви рече дека не сте добре дојден во тој дом, а вие постојано да чукате на вратата, вам треба нешто во психологијата да не ви чкрта наарно. Значи, сакам да кажам дека не се овие офанзиви први, меѓутоа ова е некоја кулминација за која што ќе разговараме врз основа пак на историските факти и врз основа на се она што се случуваше 2017-та година во Албанија, кога беше донесен законот за малцинства на Република Албанија. Тоа, мислам, можеме и подоцна да го зборуваме, а сега, колку за увертира, кажувам дека не е виновна Бугарија за ова состојба, виновна е македонската страна, меѓутоа чувствувам дека, или имам информации дека навистина пак кај македонците во Албанија им преседна, знаете, она доброчинство на бугарите, затоа што кога вие во Пустецки однесете еден автомобил, како Лада Нива, да речеме, уште помал, меѓутоа ќе го представите како некое си возило за противпожарна заштита, па целото изналепено со бугарски обележја, знаме, и така натаму. И овие гледаат дека сето тоа е тенденциозно, сакајќи да се покаже дека тие не се македонци и сакајќи ним да им се избрише коренот. Тука сте фактички нашите најдобри надежи и најдобри можности да работиме со луѓето кои што навистина не сакаат да им се гази по коските на нивните предци. Така. Амбасадоре, како човек што има и стаж таму амбасадорски, но и денес сте во одлични контакти со нашинците таму. Како гледате на оваа бугарска офанзива која што навистина не наликуваше на ништо современо, барем многу ретроградна, не баре од 19-тиот век, јас нашега велам онаа госпожата со стајлинг од 70-тите години Јотова, а со светоглед од 19-тиот век буквално за жал така испадна. И да нема тука светоглед од 19-тиот век, бугарската современа политика е можеби од 18-тиот век, значи малце порано. Да.
со други зборови од тој период. Меѓутоа, знаете, таа е постојана. Нема тука ништо ново. Значи, кога гледаме назад, ескалацијата беше после времето на Ѓорги Димитров, кога дојде нивниот диктатор Живков во 60-тите години, кога тргна во една нова офанзива и таа траи до денеска. Се што го прават овие современите бугарски власти према Македонија е од тој период. Чист, значи, како би рекле, комунизам во некој начин, али во негативна смисла, комунизмот има и позитивни работи. Инаку, проблемот, како што рече и професорката, одамна се бугарите во Албанија и се обидуваат нешто да направат, меѓутоа во 90-те години од минатиот век и порано и до скоро беа да речам, контролирани на некој начин, само контролирани, не беа така агресивни. Сега тие се свесни дека дојдено е да се биде или не. Значи, кога веќе ние овдека сме доведени во прашање, целта и начинот е да се симнат и другите од околината. И сега да не забораваме на работа дека тоа е се дел од едно меѓународно сценарио, да не спомнуваме се од кој, од како, али важно меѓународно се знае кој се дои за тоа. Ние се откажавме прво 99-та година со декларацијата меѓу Љупчо Ѓоргиевски и Костов со македонците од Бугарија. Се откажавме, нема македонци во Бугарија. Со нивици се откажавме од македонците во Егејскиот дел. Меѓутоа, знаете, ако нема таму македонци во соседните земји, нема ни овде. И сега, бидејќи, нели така, останаат тие на Косово и во Албанија, целта е сега тие да се трансформираат, да се асимилираат и на тој начин да се избришат македонците од сите страни кај што постојат. Али ќе поспомнам дека има и некоја, да речем, историска врска, ако сакате, пред Втората светска војна, кога немаше македонска држава, и кога доаѓа во Албанија и прашуваа што сте, албанци не се. Разбирате? Православните македонците се пишува бугари. Разбираш? Ако нема македонци, најблиско е бугари, се пишува, а си беа македонци со векови. Македонците муслимани, што сте, нема македонци, албанци не се пишува турци, турски избор не знаат, разбирате? Така да, тоа едно искуство, тоа остана и се на тоа градат бугарите цела една своја приказна, апсолутно погрешна, апсолутно надвор од умот. Јас ќе кажам едно искуство кога дека работе во Тирана, Сабри Годо беше председател на Комисијата за надворешна политика на парламентот. Иначе еден врвен интелектуалец албански и во муавитот кога имавме, он ме подсети на тоа, ама знаете, тие се пишувале вамто, па и нашите гоцидоци се пишувал бугарни, што да каже, живее во Бугара, бугарски пасош има, што да каже. Татко ми студирал во Белград, во српско време, Чирило Николич, се пише од србин, а ни грам немало во него српство, разбирате. И тој таа спомнува, тоа му кам, слушајте, викам, вие сте интелектуалец, ево кажете ми вие, можно е ли во Албанија, еве нека биде Македонија 200 километри до Бугарија, да преку Македонија, преку македонци тука да има бугари, не е вика логично. Мислам, сакам да ви кажам дека ние со прст не мрднавме за тие наши македонци во Албанија. Дека аз бев тамо нешто се правеше, за живеа амбасадата, беше активна тој план. После тоа, катастрофа, разбирате. До денес е катастрофа. И Албанија, Бугарија е сега свесна. Додека сме ние пред Европската Унија, тие го имаат тој маневарски простор, ако сега не го уништат македонизмот до крај, завршена е приказната. И ќе направат се, и прават се. Така да, ние се правиме како да сме отсутни, како да не разбираме, и на сите овие провокации, после ќе ви цитираме што све кажуваат, иако сите знаеме бугарските врвни политичари, нашите се прават наивни, не реагираат, не негираат, разбирате, ти прикажа и проширија, дистрибуира низ цел свет објаснувачки меморандум, кој вели нема македонци, нема македонски јазик, ние молчевме. Чим не одговара, значи ти се согласуваш. Да. Предлагам да го вклучиме и колегата
мој колега новинар Трајан Кристо. Тој е и дел од движењето МДС, Македонско движење за само определување. Имаше и апел до македонците во Албанија од негова страна. Тој е роден во Албанија, денеска живее во Скопје. Трајан, дали се слушаме? Добро вечер, Лјупчо, да ве слушам. Денеска имавте апел до македонците. Која е вашата порака до нив, до македонците во Албанија? Да, точно така. Најпрви ти благодарам за повикот. Поздрав до гледачите на ТВ Алфа, до твоите гости професорката Тодоровска и амбасадорот Николски, како и до сите македонци ширум светот. Накратко ќе се обидам да одговарам на твоите прашања и општо околу бугарската пропаганда во Албанија, во кратки црти, значи. Во Албанија никогаш во минатото, па ни сега, не постоеле бугари. Бугарите единствено ќе ги најдете само во бугарската амбасада во Тирана и тоа на број. Ова што сега го говорам на мајчин македонски јазик, кој што е пренесен од колено на колено на назад со векови. На бугарските власти, не јас, не МДС, сите македонци во цело зборам, им препорачувам својот идентитет да го бараат на исток. Ние, онаш, околу посетата на Јотова и со бугарските пасоши, сакам да нагласам дека сето тоа е од економски причини и ништо друго. Ние тоа добро ќе го искористиме како македонци и ќе се покажеме на висина на задачата. Значи, ништо од бугари во Албанија. Трајан, ти си сведок и луѓето, македонците во Албанија на притисоците. Какви беа притисоците? Само беше ова понудата со морковот, бидете имали давано пари, професорката кажа за оние смешки со автомобилите таму Владинив или што и да е, со кој што се го имаат донации. Како се оди овој процес на асимилација? Да, вака, она представува тивка, они се обидуваат со таа тивка асимилација, но нема да успеат, бидејќи не знам, она македонското, тоа е чувство, не се брише. Они можат да донесат и вселенски брод таму со разни надписи, дека ова Бугарија дандара-мандара, значи такво нешто никогаш нема да им успее. Очекувањата на Бугарија се дека сепак има резултат ова. Има ли сепак залажани, прелажани, завеани или тоа ќе биде некој кој што воопшто реално според она што го слушаме од таму нити некогаш биле македонци па сега да се декларираат бугари, оние кои што нели да не речам многи купуваат? Да, има такви. Да. Тоа значи станува збор за интерес. Едноставно само се работи за интерес. И работат во интерес на бугарската држава. Но затоа македонецот е свесен и никогаш нема да подклекне на такви негаторски пропаганди и ред други работи. Треба да ти благодарам на јавувањето. Имате целосна подршка од нас македонците во Македонија. Тука и професорот, односно амбасадорот Николски сака нешто да те праша, повели? Не прашам, само да констатирам дека ќе се појават бугари во Албанија, како што и овдека се појавуваат. Тоа станува професија, платена професија, разбирате, и со тоа мораме да сметаме, бидејќи бугарската држава е спремна да инвестира не само во пасоши и во стипендии и така натака, него таму градеше патот до Врбник, инвестираше, го правеше, разбирате. Така да мораме да се соочиме со реалноста дека тоа нема да застане на ова, ќе се проширува. Јотова 3 дена беше во Бугарија, разбирате. Кај сме ние? Во Албанија, пардон. А на Косово, претходно беше на Косово. Значи, тоа е ситуација со која ќе мораме да се бориме, бидејќи бугарите стануваат, да бидеш бугарин во Македонија, на Косово, во Албанија, станува професија. За жал, амбасадоре, морам да ви потврдам позитивно. Такви луѓе постојат, ја шира таа бугарска пропаганда во Албанија, но да не заборавиме, исто како Република Македонија што е уценета за влез во Европската унија, подеднакво и Албанија.
Албанија, како што рековте преска подолу во вашиот говор, Албанија исто така е уценета. Од 2017 призна бугарско малцинство. Точно. А истото не постоело никогаш. Точно. Никогаш, значи. Така. Да. Трајано уште еднаш ти благодарам. Имаш силна подршка, имате силна подршка од нас тука. Се слушаме за убави работи, се надевам. Ти благодарам. Благодарам, Лјупчо, се најдобро поздрав до сите. Благодарам. Професорке, ги знаете овие работи, што ги кажа Трајан Кристо, но сепак, нели, подвабоко во целата приказка лежи ова што е со Бугарија, нешто што трае со векови, го кажавте вие и деценијски сега се случува. Очекувате дека ќе има некој посериозен резултат или ќе бидат задоволни со претходно 11 пописи поред нема бугарин, сега да имаат па и 100 е нешто, нели? Ајде вака да одиме. Значи, јас, бидејќи од денот кога почнав да работам на албанска историја и кога реално се преселив да живеам во Албанија, почнав прво да ги работам македонските говори, затоа што толку убав еден автентичен говор се слушаше меѓу македонците во Голобрдо, секаде каде што одев, каде што ме носе, како гостинка. Почнав со тоа, иако не сум лингвист, сакав да ги запишувам, мислејќи дека утре други ден би требало или би можеле да направиме еден добар тим кој што ќе отиде таму и ќе ги истражи сите оние работи кои што навистина таму има за истражување, па не можам да ви кажам дали за 7, дали за 10 различни професии. И сега имате таму работа за историчар, за етнолог, за јазичар, за не знаете колку е богато сето тоа, какво богатство се крие таму. Меѓутоа, кога почнав да контактирам со македонците кои што живеат во Тирана и кои што фактички се дојдени, да речеме, или од Голобрдо, или од Преспа, или тука сепак тукашни родени, тогаш веќе почнаа да ми зборуваат и за нивните друштва, за нивни здруженија. Така што првото здружение на македонците во Албанија е формирано 1990 година и се вика Добнија. А второто друштво веднаш потоа се вика Братство. Од Братство се одделува еден дел и се вика Мир. После тоа го имаме и Преспа, после тоа кога зборувам ова, толку многу здруженија се направени не за тоа што сакале да се расцепкаат, туку затоа што во тој период во Албанија буквално немаше пат. Не знаем, мислам тоа патешествие беше да се стаса до Тирана и тие сакајќи да ги заштитат своите македонски чувства, македонски интереси, македонска историја, македонска култура, си се формираа во посебни здруженија. Сега, знаете, кога ќе ви кажат бугари дека има таму бугари, вие не можете да не изреагирате и да прашате еве каде беа бугарите. Кога во Тирана беше издавано, јас морам ова да го покажам, затоа што мислам дека е еден единствен примерок. Ова е Мир, списанието Мир на македонците, значи еве го македонците од Тирана. И овдека пишуваат месој меѓу Македонасе, значи да го учиме македонскиот јазик. Зошто тие кога би биле бугари или кога би имале некое бугарско чувство, зошто во 93-94 година тие не би напишале ајде да го учиме бугарскиот јазик. Тие си напишале ајде да учиме македонски. Го слават доаѓањето на новиот амбасадор тогашен вој Никола Тодорчевски. Да, Никола Тодорчевски и има еден многу убав изводок кој што зборува за Лигор Никола како еден од како претседател на македонското друштво Мир и човек кој што многу помогнал во еманципацијата на целокупното македонско население и неговата ангажираност за сето тоа население утре други ден да може комотно да си го кажува она што го чувствува, значи македонското чувство. Исто така сосем намерно, значи не ако може само еден случајно, додаток на Лигор Никола,
Сопругата, албанка, Линдита Никола е председателка на собранието. Она беше претходно министерка за Министерът за образование. образование, да. И Да, сега, се извинувам, значи, да. намерно ги донесов овие примероци на вестници. Значи, ова е еден од март 95-та примерок од вестникот Преспа. Еве го вестникот Преспа. Во Преспа вам ви пишува цела една страна за Гоце Делчев. Вакво нешто кај бугарите не можете да видите. Затоа што не им значи тоа, што Колективната нам ни, меморија. да, Не што им нам значи, ни сега им значи, не им значи. не, до сега. видите, тоа извитоперувањето на историјата вие Да. можете да го правите колку сакате, меѓутоа врти како шило па ќе излезе. Весникот еве го и Илинден. Значи 3 весника имаме кои што ги издаваат македонци во Албанија. Овдека ви зборува за Илинден. Така. Не ви зборува за нешто друго. Значи весникот е Илинден со право, затоа што македонецот Илинден го чувствува како камен темелник на својата држава, на своето битие, на своето постоење. И да не должам многу околу тоа, само ќе кажам дека првите 2 книги кои што македонци во Албанија ги издале со сопствени средства, значи сопствени средства, никој не ги терал. И едната е на Миранда Шутина, едната е на Цветан Мазнико. Значи тие се најдобар показател колку македонското чувство и колку желбата или потребата да се изјаснат како македонци, да си кажат што имаат да си кажат, ги водела како патеводилка, затоа што, еве јас ќе ви кажам, денеска да на било кого да му речете, било во Македонија или надвор, сам да финансира нешто од плата која што е, да не речам мизерна, ќе ви рече не може. Значи, веќе тоа чувство го губат. Непотребно е да зборуваме пак за интересот, односно неинтересот на македонската држава за тие трудови. Еве сега, значи јас намерно ги донесов, ова се книги на македонци, овдека е Врница, од Павле Никола, тоа се 2 книги негови, потоа ги имате многу од македонските автори кои што сакаат да пишуваат и на македонски, и на македонски, и на македонски и на албански, со цел и нивните соседи и нивните пријатели да разберат она што го пишуваат. Ако зборуваме за литературни творци, еве ги литературните творци од македонско потекло. Да. Имате информации за бугарски автор од Албанија? Затоа јас ова сето сум го донела. Значи мини библиотека која што е сепак нецелосна. Се разбира, јас имам многу повеќе од ова, меѓутоа чинам дека е доволно показателно колку македонците сработиле во Албанија за себе, за своите корења и за показ како оставштина за иднината. Факт е, значи непобитен факт е дека ниту една книга ваква нема. Вчера, завчера, Јотова, нели, промовираше таму некоја си книга на еден историчар, Спас, и тоа се бугарите во Албанија. И знаете, еве, јас ќе зборувам, значи, од името на историчарите, кога како историчар ќе дојде некој од власта вас да ве влечка со јаженцето по промоции, значи кога тој треба вас да ви биде промотор, тогаш значи дека таа книга е пишувана по порачка, дека е чиста политика внатре и дека како научник сте го изгубиле кредибилитетот да зборувате за наука. Со тоа што, ете, нивната агенда си ја тераат, ние ќе си го чуваме македонското, нашите македонци ќе си продолжат да си работат, бидејќи еве баш сега ние во овие денови ја објавуваме книгата за македонските здруженија во Албанија од 1990 до 2022 година. Убава, многу убава книга, ќе остане како показ и како доказ за се она што македонците во Албанија го работеле за себе и за нивните идни поколенија.
Амбасадоре, многу вие го споменавте, тоа можеби најболен момент во целата приказка е молкот на македонската страна. 3 дена Јотова беше таму, кажуваше невистини заедно со оние што ги шеташе, кои што се појавува. Албанците со кои што македонците од Албанија со кои што јас контактирав кажуваа дека можеби имало двајца македонци платени меѓу нив, но другите беа од амбасадата и некои луѓе од страна, но еве немаше никаква тотално апсолутно никаква реакција ниту од Бујар Османи, Стево Пендаровски, да не зборуваме, Ковачевски или останатите, но уште една работа која што е многу индикативна, светов денешен се заснова на оние барем тврдења нели за демократија, човекови права, на секаде каде да отворите, тоа се нели зборува, сите за тоа се фаќаат, но лицемерието е уште поголемо што зборуваме за Брисел, кој што исто така се прави недоветен по овие прашања. Ова е жива, апсолутна, јасна асимилација, обид за такво нешто среде Европа, лажење со европски пасоши. Македонците од Албанија не земаат бугарски пасоши за да работат во Бугарија, како што македонците во Македонија не земаат и земаа за да работат во Бугарија, туку за да работат во Германија и останатите земји. Молкот е повторно. Ист како гледате на овој молкот сите страни? Најболното Македонија, но и Брисел и останатите. Другите не ги спомнувајте. Ако ние молчиме, а ние сме заинтересирани, се работи за македонци, што сакате некој друг да не брани? Така. Мислам, тоа е надвор од умот. Често пати и ова све што се случува со Бугарија и нели така наречен француски предлог и све што не е француски предлог, него е македонска капитулација, разбирате? Значи, сето тоа е резултат на нашето молчење. Ако вие не се борите, ако вие не тропнете на маса, ако вие не кажете доста беше, никој друг нема да го каже тоа. И да се разбереме, за сето ова е многу поширока политика. Саќате, тоа што дозволуваше Брисел да бугарите вика 120.000 македонци добијат бугарски пасоши, беше намерно направено, пуштено, за да денеска Бугарија има со што да мафта. Политиката на Бугарија и на Албанија према Македонија не е само нивна. Тие имаат силна поддршка од главниот светски фактор, разбирате. И ова што денеска се случува, кога и гледаме таа бугарски обид за асимилација на македонците во Албанија, не само не е случајна, него е инструирана и менаџирана. Разбирате? И да се вратам малце во вашава зона, ќе влезам историска. Де факто, сега Бугарија ја реализира Сан-Стефанска Бугарија. А Призенската лига беше одговор на Сан-Стефанска Бугарија. Кога видоа дека Русија ги поддржува, дека цел Балкан им го дава на бугарите, тие како одговор на тоа се јавија за голема Бугарија, за голема Албанија, пардон. И да се разбереме, тоа е политика. И ова што се прави во Албанија со премолченост на албанската политика не е случајно, разбирате. Така да тие законот во 2018 година кога донесо и ставија бугари во него, не е случајно. Тука има голема комплементарност на интересите на двете држави. Јас ќе ги прочитам сега, и јас донесов едно книгиче малечко, али ми се чини важно е, а тоа е платформата за решение на албанското национално прашање која беше донесена во 1998 година, кога јас веќе бев на служба во Тирана. Тоа е донесена во октомври објавена. Јас во јуни имав информација дека такво нешто се спрема и на американскиот амбасадор, на италијанскиот амбасадор, францускиот амбасадор, германскиот амбасадор, некој луѓе се спрема таков документ, спречете го, ќе биде опасен за Балканот. Никој не реагира, можда тие си има свој такво, меѓутоа... Па 99-та мислам дека токму... И врз основа тоа се случи 99-та година. И сега ќе ви кажам, ќе ви прочитам само неколку кратки детали од тоа. Вели, албанските земји кои пред Втората светска војна беа поделени меѓу 3 земји, Албанија, Југославија и Грција, сега се поделени меѓу 5: Албанија, Србија, Македонија, Црна Гора и Грција, разбирате. Вели, македонската анексија на јужниот дел на историско Косово, населена до сегашните денови главно со етни албанци, е нелегитимна.
Тоа пишува. Тоа е направена, оваа платформа е направена од Албанската академија на науките, Така не е, значи некој на улица така случајно се на нашол. барање на председател на државата. Мејдани тогаш беше председател на државата, разбирате, Реджеп Мејдани, и еден голем националист, разбирате, и во нејзиното разработување учествувале експерти од Македонија, Косово, Јужна Србија, Црна Гора, значи тоа е се албански документ. Ми се чини дека од наша страна покојен Арбен Џафери учествувал, али не го тврдам тоа, зашто немам директни податоци. И велам тука кажува такви работи што не е спорно, тоа се албански делови на територии кои де факто треба да се ослободуваат. Затоа беше и 2001 година, нели, првите 5 соопштенија беа за ослободување на албански територии. А да не се држуваме повеќе во тоа, само ќе ви кажам дека кога беше таа веќе донесена, јас му реков на американскиот амбасадор, господине амбасадоре, ова е повик за рушење на Балканот, ова е за голем албански памфлет де факто. Тој се правеше дека не знае, му викам прочитај го па ќе направиме муабет. После 3-4 дена повторно се видовме и вика, па тоа нема ништо, вика, па не повикува на користење на оружје. Па викам, господине амбасадоре, тоа го прават врвни интелектуалци, светски интелектуалци. И што мислите, они ќе кажат со оружје, па не се толку блесави, не се толку будали. А му викам, тоа ќе следи, како што следуваше. И он, не е тоа точно. Јас му направив на 3 страници извод од овие констатации што две ви прочитав. Велам, еве се видите ги тие, викам, дали е тоа нешто добронамерно, миролюбиво или е повик на војна. Прво беше 99-та година Косово, после беше овие Медвеđe, Бојановац во Србија и после доека и наставно. Тоа беше војна. Така да, тие интереси сега го доживуваат својот максимум. Да нема македонци од сите страни на Македонија, со други зборови и кај нас. Тоа е политика која се спроведува и која де факто оди на големо албанскиот концепт и затоа вчера Али Ахмети држи говор дека македонци треба да гласаат за промената на уставот. Промената на уставот значи крај на македонизмот, разбирате. Промена на уставот значи дека ние им даваме шанса на бугарите однатре да не рушат, разбирате. Бидејќи председателот наш вели ништо не значи ако ставиме меѓу 6-7 други 6-7 народи, делови народи, малцинства и така натака. Тоа не е исто. Бугарите не може да ги третираш ти како што се србите, харватите, не знам, црногорците и така. Не може да ги сметаш на тој начин. Јас би го прашал него, јавно го прашувам, ако некој ти крши пенџерињата тебе, како што бугарите секој ден ни прават нас, и вратата сака да ни ја скршат, разбирате, дали ќе го викнеш на слава? Да го ставиш во уставот, нема да го викнеш. Ако да имаш малце памет во главата, нема да го викнеш, разбирате, зашто ти е душман. А ние сакаме да ги ставиме во уставот, де факто да рушиме све што е ова држава. Значи од Асном и така натака, бидејќи со Асном, во Асном е формиран благодарејќи на борбата против бугарите кои беа окупатори, кои беа фашисти во држава, разбирате. Значи ти ги рушиш корените на државата. И затоа внесувањето на бугарите во македонскиот устав, значи крај на македонизмот и крај на македонскиот карактер на оваа држава. И после се ова што се случува од страна на Бугарија, еве ќе ви цитирам неколку изјави. Марија Габриел, министерката на вътрешни работи, вели: "Ќе направиме се да се спречи прогласувањето на септември за месец на македонско-американското наследство во Америка." Значи, не сме да има македонци во Америка, камо ли овде, разбирате. Или, што вели Радев, вика, браќата Миладиновци се чувари на бугарскиот фолклор. Значи, све што е наше е нивно. Што вели по повод 120 годината од Илиденското востание, Радев вели: Илиденско-преображенското востание, што е измислица, нема преображенско востание, е најмосовен израз на војата на слободата на бугарскиот народ. Или вели истиот тој вели дека Делчев е неуморен организатор и надалеку признат водач на бугарите во Македонија и Одринско. Или Јотова вели: "Можеме да ставиме мето кога сакаме на приговорите со Европската унија." Тоа е факт, разбирате. Така да, после сите овие изјави, ти понатака и ова што го прават сега во Албанија, тоа е доказ дека игнорираат, негираат се што е македонско, ти пак одиш
како да немаш ништо во таа глава, слеп да за речем, стап, разбирате, вели народот, како слеп за стап, одиш да го менуваш уставот, да ги ставиш бугарите во таа. Тоа е надвор од умот, тоа е нешто што не сме да го да сме малоумни, па тоа не би смееле да го дозволиме. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме за тоа дали историјата ни се повторува, ќе зборуваме и за уставните измени кои што за власта не се никаков проблема, за македонците се да се биде или не, како што кажавте и самите. Со нас се професор Тодоровска, амбасадорот Никовски, се враќаме по кусиот блок реклами, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мои гости се професор доктор Катарина Тодоровска и амбасадорот Ристо Никовски. Професорке, имајќи предвид се што ни се случува во Албанија, но еве и во Македонија, дали за жал повторно историјата се повторува? Историјата секогаш се повторува, само играчите се различни. Она што сега е многу поразлично од досегашната историја, мислам дека вакви анационални типови досега во историјата на Македонија или во историјата на светот не сум видела. Значи, јас ова најсериозно го тврдам. Неколку пати имам изјавено дека имам чувство дека канцеларијата според која што тие се движат некаде надвор од Македонија, дека оттаму некој телефон им се јавува и тие мора да играат така како марионетки, како што слушаат по тој глас од телефонот. Инаку, вакво нешто да се случува не е можно. Знаете, во психологијата на човекот, односно во битот на секој човек, работи во срцето некоја си нишка национална, некоја си почит кон своите предци, почит кон историјата, почит кон оние сите кои што го дале животот за вие да имате држава, а камоли па да седите во фотелите на таа држава кои што значат власт. И сега да си поигрувате со сите тие лица кои што животот, повторно ќе кажам, го дале за оваа држава. Вие да го негирате сето тоа и да сакате да ги пишете оние кои што јавно ви кажуваат дека не постоите, јавно ви кажуваат дека јазикот кој што го зборувате, она што го рече пред малку и вашиот колега, мајчиниот јазик кој што го научили или го знаат од дома, тоа е пораз на човековиот дух. Значи, тие во основа, јас не знам, искрено да ви кажам, не знам како воопшто спијат навечер, меѓутоа имам чувство дека се влезени во некоја шема, мислат дека газат по облаци, ама некаде тој облак ќе почне да врне и ќе пропаднат заедно со водата. Многу ми е жал што македонците во Албанија дојдоа до ова дереже, морам да признам, да се борат самите без никаква помош од македонската држава. И сега оние, нели, благонадежните ќе ви скокнат и ќе ви раскажат дека беше и председателот таму, дека беше министерот за одбрана и така натаму, и премиерот. Меѓутоа, ефектите од нивната посета се нула. Друго е вие кога ќе отидете таму и навистина ќе се почувствува оној дух македонски меѓу населението. Овие одат таму и не им веруваат. Точно е тоа што го кажавте, дека имало само двајца околу Јотова македонци, и тоа е факт. Значи, и по име и по презиме ги кажуваат македонците од Албанија, меѓутоа сакам да кажам дека за разлика од таму, кон македонскава делегација се преклонуваат многу повеќе македонци, но пак ќе кажам, не им веруваат. Така. На вашето прашање, што се запрашавте како спијат навечер, има една шега, како еден вид што е за мафијашко што има 100 луѓе нели на совеста, го прашуваат како спиете навечер, тој вели едноставно многу лесно, не пијам кафе после 6 часот и во превод не очекувате скрупули од овие луѓе, тоа е да не се лажеме, нели? Не совест. Парата на погрешно место. Клучно е што нашите политичари кои ќе отидат во Албанија не спомнуваат никој од проблемите кои официјално, реално постојат. И не се тоа проблеми лесни, едноставни, тоа се
клучни и длабоки проблеми, разбирате. Председателот беше во Мала Преспа, се сретна со албанскиот председател и вели односите меѓу Македонија и Албанија може да служат за пример. Каков пример бе човек? Во Албанија македонците се признати како малцинство. Да, во Преспа. Али во Преспа, Да, регионално. во Преспа, До 49-та година и на Голо Брдо нели беше признава таму неколку општини и така све. Разбирате, сега веќе само во Мала Преспа. Значи тоа е, а македонците живеат главно во Тирана. Ги има во Драч, ги има во Елбасан, али концентрацијата на македонците е во Тирана, а тамо немаат никакви, апсолутно никакви права, разбирате. Значи, суштината е, ти тврдиш нешто што апсолутно не е точно. Не го знаат. Простете што ви Знаат, упеѓам. како не знаат. Знаете зашто не знаат? Затоа што не ги интересира. Тие воопшто не ги есапат македонците во Албанија за нивен проблем. Не, друг е проблемот. Тие имаат... Проблемот е што тие не сакаат да се замераат со албанците во Македонија, разбирате. Албанците во Македонија ја одлучуваат македонската влада, да речеме уште по распад од Југославија до ден денеска. Такава е структурата на политичките партии, иако некој и сегашниот председател на државата се пофали кога го избра, речи албанците нема ништо, никаква замерка за мене. Значи ти се им повладувал, разбира, значи ништо не си кажал што држи вода, а де факто е спротивно на интересите на Македонија, разбирате. Иначе апропо на ова на албанците, македонците во Албанија, пред да дојам тука се чув со еден пријател, професор од Пренџов и вели, слушај, вика, направи анализа таму, вика, и мињата, вика, кај што живеат, не се албански, не се бугарски. Голо Брдо... Ономастика малку. Не, Голо Брдо, бугарите не викаат Брдо, не викаат Брдо, викаат Бајр, разбира. Пустец, вика, може да звучи и бугарски, ама не е бугарски израз. Гора и така ја употребува. Значи, тие сами топоними покажуваат... Самите имиња на покажуваат дека нема, апсолутно дека таму нема бугари, разбирате. Меѓутоа, политиката е нешто друго. А велам, суштината е што ние во државата водиме сметка за албанците, за Албанија во целина и Косово и сите други. И пред време го признавме Косово непотребно во секој случај, без никакви устови да им се каже да, али на гора живеат македонци. Вие мора да го ставите тоа во уставот, разбирате. Дека видите што прават бугарите за нивните непостоечки бугари во Албанија, а ние за она што постои не се грижиме и не бараме да тоа се така санкционира, да се тоа официализира и слично. Така да тоа се све наши грешки, непростливи грешки кои нема да ни донесат ништо добро. И најконкретно сега кога е пописот во прашање, нашето Министерство на дворешни работи, само услов, нашето Министерство на дворешни работи направи повик до македонците да гласаат, односно да се попишат, да се изнаат како македонци, што во принцип е добро, али тој нивни проглас, речем, тоа нивно соопштение, 5 души нема да го добијат од македонците во Албанија, бидејќи нема шанса таква. И во вториот дел, министрот кој е албанец, вели, се додава дека Албанија е препознатлива во светот по своето мултиетничко и мултикултурно општество. Нема ни М тоа, разбирате. Прво македонците. Таму тикам ги признаваат само во еден регион и тоа е со најлимитирани права, со минимално школски системи и образование на македонски јазик. Али пак тоа е наша вина, затоа што сме го толерирале и дозволиле тоа. Времето за жал е тоа, за крај, како да се излезе од оваа ситуација? И во Македонија имаме, но еве ова што се случува во Албанија, вие рековте се фалат со муабето тоа како фраза една, односите се за пример. Па тоа го кажува и во Грција, верували или не. Во Бугарија го кажува, односите се за пример, во Албанија односите никаде не се за пример. Но еве како да излеземе за крај накусове, мовам, имаме уште 2-3 минути, што се вели од оваа лимбо ситуација македонска, антимакедонска повеќе би рекол. Па јас лично мислам дека само едноставно да се прекинат сите тие, ова да се почека некое време додека да се стабилизира Европската унија. Мислам дека апсолутно немаме каде да брзаме.
од ова полошо може да биде подобро. Да, може Во да биде сегашните услови тешко. Па За да, жал. доколку ние ги признаеме, односно признаеме дека имаме бугари во на Македонија кои што се уставотворен народ на нашава држава. Можете да замислите што значи тоа за нас, тоа е погубно. Погубно е затоа што оние кои што нас, мислам, нашите предци ги убивале како фашисти, што се се фашисти во историјата, сега ние треба да кажеме дека биле победители и ослободители. Така што тоа е иронијата, односно трагедијата која што овие нам сакаат да ни ја наметнат. Пак ќе кажам, со некој телефон од некоја друга канцеларија и од некоја друга држава. Меѓутоа, решението според мене малку да забавиме, да закочиме и нема потреба понатаму да се преговара. Мислам дека многу јасно е дека во дадената ситуација имаме договор за пријателство кој генерира не непријателство, него една агресија воена по секој аспект, разбирате, од страна на Софија. Единствен излез за оваа ситуација во која се наоѓаме, во еден длабок тунел без излез, да веднаш и подхитно се откаже договорот за непријателство и двата, поготово протоколи кои се уште пострашни од самиот договор, и со тоа паѓа во вода и преговарачката рамка, која е 90% базирана на, особено на вториот протокол, и ако се направи тоа, паѓа преговарачката рамка, значи мора од почетокот да се оди и со евентуални преговори нови со Бугарија и со Европската Унија, и тогаш Македонија може да се избори за своето место во Европа, бидејќи со оваа преговарачка рамка Македонија никогаш нема да влезе во Европската Унија. Да се избориме за своето место под сонцето, така. Точно така. Ви благодарам што бевте мои гости. Без задоволство. Ми беше чест. Уште еднаш подршка до сите македонци во Албанија, ја имате целата наша подршка, не ја гледајте власта како што велат, власта не е репер за тоа што тие мислат за вас, за нашите браќа и сестри таму, така што да сте ни живи и здрави сите и чувајте се многу.